Климатските промени и нужните прилагодувања што ќе треба да ги направат земјоделците за да продолжат да произведуваат, не се единствените предизвици за струмичките градинари. Уште поголем проблем за овој регион е кој ќе ја произведува храната. Ваков е ставот на Сдруженијето Проагрофармери кои со години работат во областа на аграрот на едуцирање, но и промоција на земјоделството. Друг голем предизвик на нашата држава е како да ги задржиме младите во нашите села, бидејќи само тие можат да ги следат новите и модерни трендови во земјоделието, знаејќи од и просечната старост на нашиот земјоделец е над 50 на години и ќе се соочиме со фактот на се помало и помало производство, бидејќи тие физички нема да можат да стасат. Забележливото намалување на производството во Струмичко не се должи само на се помалиот број производители, туку и на незадоволството од пласманот на родот. Затоа земјоделците ќе мора да размислуваат за зголемување на вредноста на производството, вели Јанев. Предизвик со кој што би се соочиле нашите производители е како од сопственото производство да добијат дополнителни приходи, односно како до некоја додадена вредност од сопственото производство и да престанат нивните производи да бидат само суровина која што се плаќа по пониска цена, него треба да размислуваат во насока како од своето производство да почнат да добијат некои нови производи кои што би ги продавале за повисока цена. За да ги поддржат градинарите, но и да ги направат повидливи, оваа година Сдруженијето објави конкурс за избор на најголеми производители на домати, зелка и лути пиперки, со цел да им се даде важност на луѓето кои ја произведуваат храната во Струмичкиот регион.